Дебют за Радко Досанич, повторен или по-третен по-скоро може да кажем начело на Славија. Славија обаче не успя да спечели и сега разбираме от него или по-скоро спечели точка или загуби точка Славија. Не, загуби 2 точки по-скоро. Нема значение дали сме спечели или загубили, за нас е важно да сме направили jedan за мене добар мач. Зашто? Имам големо уважение за Ботев, имају добар одбор, подредени су тактички многу добре. Може би сега можемо да коментираме, заштото тој кад се остави со 10 фудбалиста, ми направи смо прво полувреме, стартува смо многу добре, или тогава кад Ботев остаде со 10 души, мислим да нисмо правилно направили, да смо земили ризик, да се упитамо да карамо го. Има смо нека положења. Това е. Второ полувреме, мислим, да смо добро стартували, има смо 2-3 положења, успе смо да контрирамо Ботев. За контре знамо да имају по флангови многу добри фудбалисти, брзи, со голема скорост. Знамо да капитена има одличен крак, статична положења. Не е изопшто лесно тука да земиш точку. Али след това направи смо положење, изравни смо, оста смо со 9 души. Али всичко това аз говорим, да, позитивен резултат за мене. Позитивен резултат за мене, зашто? Jer сам нови тренер тука. Фудбалисти това кои сме искали од тих да покажу да сме един одбор, да давају всичко себе си, да запазете тактичарску дисциплину, од тamo нататак да се упитамо да градимо нештата. Мислим да су направили и јас им честитам. Червен картон за Ботев Пловдив в началото на срещата и все пак Славија не можа до такава степен да се възползва от този факт. Дори Ботев поведе в резултата. Какво е ваше обяснение? Точно така. Нели, ми знаехме да Ботев е сила на статична положења, на нештата. Окей, направи смо може би грешка, треба да анализирамо нештата, али прави сте и јас казах преди. Нисмо направили това кое треба да исползвамо каде е Ботев остao со 10 души. Това треба да се работи, треба да се повтара и да знамо од таму нататък да правиме следващите път. И все пак след червения картон на Славија, след, можем да кажем, заучено положение, на статично положение от страна на белите, успяхте да изравните резултат? Точно така, али просто ви казвате истина, кога смо остали со 9 души, ми тогава смо тргнули да играмо и да покажемо право лице на Славија. Може да има мало контрадикторности, али пак и таа исти. Първи мач след завръщането ви начело, да. Какви цели са поставени пред вас и какво трябва да направи Славија до краja на сезон? Треба, прво, за мене, ние немамо цели. Ми знамо винаги да Славија иска да буде прва шестица при нас у шампионату. Искамо да играмо хубав фудбал, искамо да давамо шансу на млади фудбалисти. Упитичемо се всички. Имамо фудбалисти кои имају качества, кои могу да направе, дано да продолже да работе така и да се движе така на мачове. Благодаря ви, успех. Аз благодаря.